Добре дојдевте во нов Асном. Ние сме нација која има предодлична предиспозиција за боречките вештини, од раните поливанство па до славните денови на борењето. Секогаш сме имале добри спортисти во областа на борењето кои ја освојувале дали олимписки медали, светски медали или европски медали. И таа славна генерација за ние постарите се е вмрежена во срцата на сите нас кои ги сакаат боречките вештини. Од славниот Шабан Сеидиу, Шабан Трстена, Зоран Шоров, последниот наш борец кој има освоено европска титула. Тоа беа златните времења на Боречката федерација, па се до сегашниот момент кога буквално немаме никакви резултати во федерацијата. Денеска имаме еден драг гостин и можам да кажам и мој пријател, кој со кого се познавам веќе втора година, но човек кој веќе 30 години работи во Боречката федерација, одлично ги знае состојбите во спортот и на кое ниво ние паднавме. Човек кој има работено исто така во МВР толки години, сега е во пензија, и денеска со мене е господинот Сашо Глигоров. Страшо Глигоров, се извини. Да, добре дојде. Прв пат овдека ни гостуваш. Како си? Саше, прво и благодарам за одвоеното време и можноста да поразговараме за одредени прашања кои се од јавен интерес за нашата земја, за нашиот спорт. И јас се чувствувам одлично, да ви кажам искрено. Малку сум презафатен со борбата во спортот што ја водиме од различни аспекти. Да. И се надевам дека ќе заврши се во ред. Јас се надевам дека твојата борба ќе има ефект. Као прво да ти се заблагодарам за твојата борба. Ти навистина покажуваш преку дела дека не само што си за го сакаш боречкиот спорт и вештини, него си во достојна смисла борецот кој се бори за боречкиот спорт да дојде на славното минато кое некогаш го имаме, но заради јавашлукот, криминалот, корупцијата, личните интереси и се она што знаеме во каков пропаднат систем живееме, ние додовме на ситуација да имаме дискриминација во боречкиот спорт и огромен јавашлук. Кажи ми, која е состојбата со дискриминацијата и криминалот, корупцијата во боречкиот спорт? Видите, според нашите анализи, морам да кажам прво во оваа борба имам подршка од така на мала група, но силна група, кои биле водечки личности во нашиот спорт. Значи и тие се опфатени во оваа борба на преку различни, да кажеме, димензии. Така, и во однос на прашањето за дискриминацијата, прво ние имаме добиено од Комисијата за дискриминација општа препорака. Потоа имаме добиено тужба која е правосилна за дискриминација во Борачката федерација. Значи Борачката федерација врши дискриминација со незиното работење. И тоа тужбата е правосилна. Видите, да, имаме правосилна тужба. Меѓутоа што е интересно, имаме ние и втора тужба добиено. Таа тужба е во 4 сегменти. Значи мултитужба, да кажем, една тужба, 4 основни се натре. И трите значи ги добивме трите основи. За една основ бевме одбиени, поднесовме жалба на апелација и таа ни ја прифати жалбата и судиката, мислам дека беше на 26 март, не го усвои тоа барање, добивме и тука пресуда. Значи комплетно е сега, не знаме дали Боречката федерација на тој дел, основно дали се жали. Вие туширавте Боречката организација комплетно. По сите основи е туширана Боречката федерација, само значи Министерството за спорт не сака да се спроведи, жал,
владењето на правото во спортот, во однос на работата на Борачка федерација. Може прво само да кажеш за кого се однесуваше дискриминацијата и само да објасниш малце, па потоа ќе отидеме до Боричката. Видите, ова е баш добро и интересно прашање. Ја носам и тужбите и носам дискриминација. Да. Можеме и да ги покажеме на гледачите. Значи имаме тука сите тужби. Еве, првата тужба се однесува за наши девојчиња, значи кои не биле пуштени на превари, не биле на викање на подготовки, значи и во однос на надпревар да кажеме каде што нашите плаќале, она кажи девојчињата плаќаме, а за машките ние плаќаме, а за машките плаќаме федерацијата. И има каде што не ги носеле на превари и така натаму. Значи ако си машко, да, не плаќаш да идеш на надпревар, ако си женско треба од свој џеб да издвоиш. Види, ние имаме конкретни случаи по однос на тужбата. Ова еве ја тука е и пресудата и од апелација и све, може и да покажете. Да. Значи комплетно. Овие исто имаме општа препорака по повеќе основи од комисијата. Од комисијата, да. Да. И имаме нова пресуда и од апелација, како што реков, по повеќе основи тука. Ама што е најбитна работа? Имаме во втора тужба имаме ние каде што во делот на управувањето на прво да кажеме борачките во тие години, во тој период кога ние поднесуваме тужбата, не ги рангирало борачките, не им дало бодови и фактички они се борат и нема бодови како што машките има бодови и тие бодови на крај се собира куп и од купот да кажеме прв, втор, трет имаш ти веќе членови на управно некои така натаму. Иако кај нас тоа знаете што само е принципите во управувањето само се регулирани во делот на колку члена да имат во управен одбор да кажеме. Порано од 2000 година мислам беше првите 5 екипи или 4 екипи, 5 екипи имаат член во управен одбор федерацијата. После тоа, внимавајте добро, ова е една широка тема. На едно собрание, не знам околу 2000 година се менува тој член, се носи одлука само 3 да има члена од клубовите. Колку има во правниот одбор членови? 9 члена. Видите што е проблемот сега. Значи ова се работи за дискриминација на боречки клубови и индивидуалци, особено девојчињата. А исто така имаме дискриминација, како што разбрав, меѓутоа имате кривично поднесено против Боречката федерација во врска со управувањето на Боречката федерација, да, како? Не, имаме ние кривична пријава поднесено по различни основи Боречка федерација. Кои сте ги добили до сега? Види, има во моментот има повеќе предмети во основно и јавно обвинителско Скопје кои се водат. Значи, мислам дека беше во текот на вчерашниот ден или за вчерашниот ден, значи доставивме ние пријава и до главниот обвинител Лјупче Ковцевски. Одлично. Значи го запознавме со случајот. Имаме некои жалби до Совет на јавни обвинители. Имаме постапки кои, за жал, видите, јас сум работел 30 години во МВР и сега го проучувам системот во државата. По-детално како функционира. Нели ние слушаме секој ден, нема владење на правото, 2%, не знам што е, доверба, не работат она и самите примери да кажеме, тоа кажува и нашиот премиер. Сите премиери кажуваат дека која се во текот на изборите и во самото дека имаме проблеми во владењето на правото, имаме корупција, имаме се така натаму. Тоа многу тешко е да ги видиш клучните механизми, елементи кои го кочат тој процес. Ние преку овие различни тужби, денеска ќе ви кажем, што имаме од различни институции, ние имаме добиена документација, која укажува, докажува, покажува повеќе институции дека федерацијата по повеќе основи, значи работи неправилно, лошо управува и нетранспарентно, значи лошо управување, невоспоставени механизми, недонесени правилници, нехармонизирани правилници, сомнение за корупција, сомнение за фалсификувани документи по различни основи. Само сакам да се вратам сега само на дискриминацијата. Да. По на втора тужба што е. Значи видите, во делот на управниот одбор не е регулирано, нема во тој член, не е регулирано за женските. Зборам статусот човек. Понатаму
сите други акти кои ги има, какви такви. Иако за мене тие се во многу основи се неуредени, не се номотехнички уредени, не се согласно повисокото право, согласно националното и меѓународното прописи не се хармонизирани. Интересна е општата препорака што добиена од кога се работи за дискриминацијата на девојчињата. Да. Што беше случајот конкретен? Види, имаме повеќе случаи, имаме случај да кажеме, еден случај да кажеме кога на машките им давале да кажем ги пријавуваат во агенцијата за млади спорт, има проект Спортка надеж и другиот проект имаше исто така поврзан со тие млади спортисти се даваат стипендии, само машките ги пријавуваат, женските не ги пријавуваат. Јас тогаш, значи имам и допис каде што кажувам дека што внимавајте сега. Значи во овој случај причина од Боречката федерација која до образложение зошто е причината? Види, знаете ли што е дискриминацијата? Видите вака кој ќе каже, кој ќе сакам пред слушателите кои ќе слушат ли овој подкаст ќе го слушат, да им појаснам многу гласно и јасно, да кој ќе кажем ни Борачка федерација, да не се добија впечаток дека таа федерација не знам како уредена, со таа една канцеларија има таму и не знам еден дечко си работи како работи, колку работи, знаеш кога е затворена, кога не е отворена, таа е тотално дисфункционална. Така да не создаваме дека ние да правиме разлика што значи фирма Мерцедес и што значи некоја фирма да кажеме од еден човек или што пратамо. Федерацијата е по многу нешта не структурирана, не хармонизирана. Тоа е веќе докажано. Ние имаме документи, пак е повторно од различни институции дека работи крши устав, крши закони, повеќе така натаму, нетранспарентна е, дискриминација и така натаму, по многу основи. Значи они не ни одговарат. Тоа е уште поголем проблем. Значи било што да пуштаме, какво допис да пуштаме, веќе замолам посол вие, работи и вие ќе ни помогнете како личност ќе барате од нив. Еве ќе ви кажем барете ви од нив. И ќе видите што ќе пуштате, ќе барате, дај тоа, зашто така зашто вака. Не одговарат, луѓето затворени. И сајтот на федерацијата по многу основи тоа е нетранспарентен. Јас само во овој момент ќе прочитам еден документ. Внимавајте. Од документот е од значи Агенцијата за слободен пристап на информации, каде што кажува дека, само се извинам да го набидејќи многу документи, ја ги средив малку, меѓутоа записници, само да видам точно кај се наоѓа тој документ. Видите, може ако сакате вие да прочитате. Прво, слободно. Видите, овој е документ од Агенција за заштита на правото на слободен пристап на информација од јавен карактер, пратен до Агенција за млади спорт. Тогаш мислам дека ова е датата ќе видим точно, значи нема она на 1.04.2021 година, кој бил дали бил научен, може ќе треба да видиме, и пишува дека потсетуваме дека уште еднаш вика со своето постапување Борачка федерација на Република Северна Македонија го повредува член 16 од Уставот на Република Северна Македонија, како и одредбите од Законот за слободен пристап на информација од јавен карактер и Законот за прекршоците. 3 закони поведуваат, Уставот го предува. Ова е званичен документ. Втората работа е и генерален секретар, и секретар од федерација, каде што ние бараме документи одредени за работата на федерацијата, да работим правилници бараме, внимавајте. Или бараме, не знам, што са водени постапки цивилински. Не достават документација. Тоа е нонсенс. Тоа е абсурд. Таа федерација треба веднаш да им се земе решението од денес спорт. Двајцата секретари имаат значи исто комисијата има донесено решение со кое што ги казано по 250 евра. Внимавајте, ние како ние мислам транспарентноста е во спортот и по сите меѓународни стандарди. И по закон за движење на граѓани, и по закон спорт треба да биде максимална. Сите документи, правни, програмски, значи што са работни материјали, треба да бидат објавени на вебсајтот, да луѓето се информираат, бидејќи тоа по широк јавен интерес спортот е, нели, да може да го практикуваат ако сакаат борењето, да учествуваат во нивните програми, па и во делот да си барат своите права ако треба нешто така. И значи во голем дел тие работи. Ние внимавајте, бараме некои правен документ и не го ставуваат. Бараме записни некои дисциплинска поставка и не го ставуваат. Тоа е абсурд и тука мислам пропустот е на порано. Агенцијата за млади спорт, а во моментот прави големи пропусти господинот Борко Рицалски, министер за спорт. Јас директно го посочувам
прстот кон него, бидејќи понатаму ќе ви кажам со релевантна документација, каде што господинот Борко Мистов прави поголем број на пропусти во неговото Кои се работење. пропустите? Можеш пример да ми кажеш, ти изнесе документација каде што видите, да. Каде што од прво добиени тужби против Боречката федерација, исто така дописи од релевантни институции кои покажуваат и докажуваат за неправилно работење на Боречката федерација. Сега кажуваат исто така дека одговорност има до Министерството за млади и спорт, господинот Борко Ристовски. Кои се аргументите кои ви налагаат вас да имате таков заклучок? Видите вака, значи И благодарам што кажуваш, ги обзнануваш оваа вистина до нашата публика, многу важна информација. Види, ја ќе ви кажам една важна работа, дека имам, бидејќи водиме голема битка, имам доста многу притисоци. Да. И тоа јас дури ми понудува да се повлечем од оваа борба. Дури понудува од една медијација. Ви кажувам јасно, гласно и презно ми кажувам на нив. Нема ни милиметар кој интерес за нашите деца, нашата држава, по широкото општествен интерес, отстапки со било кој нема да правиме. Компромис нема тука. Драго ми е. Милост нема да има, затоа што да кажеме, да направени големи штети. Како тоа, сега ќе ви кажам со докази. Донесени од институциите. Внимавајте. Таше. Од инспекцијски совет. Ова е прв пат го кажуваме во некој, да кажеме, електронски медиум. Да. Медиум. Прв пат го кажуваме. Не е до сега изнесено. Имате чесова да го слушам. Благодарам. Значи, преку околу 11 инициативи за поведување на дисциплински постапки против инспектори за спорт во Агенција за млади спорт, подоцна во Министерство за спорт, се поднесени инициативи од инспекцијскиот совет. По 3 инициативи се донесени решенија и се казнети тие господа инспектори за спорт. Не знам дали опште и треба да и викаме инспектори за спорт. Понатаму видите, по голем дел од тие инициативи директорот, одговорниот, воопшто не формирал ниту комисија. По некој тамо не ги завршил, да испричи, не знам, член на комисија вака така. Што е било како? Значи, по поголем дел од тие инициативи не биле формирани комисии и не биле завршени тие постапки. И тоа како и да е, има едно друго прашање. Ако тие не направиле релевантен и законски надзор, не донеле релевантни и законски, инспекцијски и управни акти, дали не требало директорот или сега министерот да даде налог, се направи надзор. Така требало да тоа. Идеме понатаму. Дали тие инспектори треба да работат и понатаму во инспекцијска служба? Па видите го случајот со Кочани. Како е можно тој инспектор се уште да работи на предмети по нови постапки против Борачка федерација? Тоа е нонсенс. Ниту етички, ниту правно, ниту за никого не е. Сега да ви кажеме нов момент. Значи имаме една состојба во Боречката федерација. Да. Инспекторите ја знаат, ништо не превземаат и се уште се инспектори таму. Се уште инспектори уште вршат по наши представки. Ние бараме, што уште потрагично, што е по-интересно. Ние му пишеме на министерот за спорт сега на Борко. Господине Борко министер. Представка, ве молиме да направите ревизија на работењето на тие инспектори. Имаме неколку пријави. Тој не прави ревизија. Нема ништо. Не прави ревизија. Пази кога дојде тој. Значи со неправењето на ревизија, стари он го поттикнува лошото работење на Боречката федерација и дел од Министерството за спорт. Види, јас сега не тука дали го прво види поттикнува. Не можам да кажам дека па се поттикнува затоа што и кога они работат лошо, а нема оценка на нивната работа и одредена одговорност, да. Нема ништо што ќе ги принуди нив да работат добро.
Кога знаејќи дека нема санкции. Видите сега што е проблемот сега. Може да ви кажам. Ја така види, прво не е само потикнување. Тоа е прво да е замишување прво оглавување и не сака да има владење на правото. Да, апсолутно. Правејќи штета на други луѓе. Ќе ви кажам како штети имаме ние. Од далечен карактер. Значи прво не се прави релевантен надзор, да не се правда да нема и оштетените да не го добијат правдата, меѓутоа и да нема добар систем, да биде хаос. Во тој хаос некој сака нешто да ќари. Видите сега што имаме сега, нов момент имаме. Добре. Сега да отворите, ако може сега да отворите, Министерството за спорт има нов записник од инспекторот Васев Тимов, кој е во времето на господинот Борко Прицелски, и тој записник против тој записник е поднесена иницијатива, и го имам документот, од инспекцијски совет дека не е во ред. Внимавајте. И сега му напишав писмо пред некој ден на господинот Борко Прицелски, барам допис. Ревизија на тој инспектор, налог да дадете веднаш се направи. И внимавајте, таму околу 14-15 предмети имаме, не еден предмет. Тука може да го кажам предметот. Го имам, само да го барам дали е во овој документ, бидејќи ја ги селектирав тие документи. Значи имам околу Саше, може малку да имам, само да имам да не го си изгубам оваа цела документација, бидејќи имаме многу документи. Мислам дека тука. Еве го. Внимавајте сега. Или тука. Тоа ще може малку подпремен да видам, али многу документација имаме. Ево најдеме записникот сега. Да. Каде што имам околу 14 предмети. 14-15 предмети има. Од инспекцијски совет дава налог на агенцијата и внимавајте, не само тоа. Има уште еден друг феномен. Законот е многу јасен и чист. Пише во рок 15 дена по представката да се достави известување доколку е потежок предметот, месец дена. Во рок 30 дена тој мора да постапи да изготви инспекцијски акти согласно законот за инспекцијски надзор. Инспекцијските надзори се јавни, достапни. Мора да бидат објавени на сајтот на Министерството, односно на инспекцијска служба при соодветното министерство, во конкретниот случај Министерството за спорт. Инспекторот, службата инспекцијска, право не постапува навремено. Тоа е основ за дисциплинска постапка. Второ што уште е критично, значи повеќе месеци, не месец, не постапува, не врши надзор. Прави од сите 14 предмети, кои се посебни предмети, прави еден записник. Записникот е смешен да го гледаш, самиот записник е смешен. Само тој да ги посочи представките, предмети треба да има 10 страни. Само документацијата. Тој прави еден, да кажем, смешен записник, сега го имаме тука ги остави, ќе видиме, и добро, во ред, жалба понесовме ние до инспекцијски совет, ние прифати жалбата советот. Меѓутоа мислам, моето сомнение е тука, на тој дел треба да го испитам правно баш, на надлежноста на инспекцијски совет, дали е само да даде, ја веќе имам одредени мои видувања, дали е само да даде не е само да даде советот, не е во ред и имаме иницијатива за дисциплинска постапка, треба сега Борко Рицелски да формира комисија, да испита и да ги казни. И што е сега целта на законот? Не е целта на законот ние да ги казнуваме инспекторите. Они треба да работат и критично, и професионално, и етички, и да ги тргнат, да ги буквално, ако може да кажем, да ги избришат и треба. Тие не треба да бидат инспектори. Да тие треба да се забрани да влезат во Министерството за спорт. Како инспектори се тие? По тоа не загина деца, не загина 60-20, колку ни се сакате од такви инспектори што не работат. Не се вртат својата работа, плата зема тој. Тоа е срамот, јас сега кога зборам, не се нервирам за мене или не правам реакција таква, него проблемот е ние водиме деца. Ние трошат државни буџетски пари. Значи, трошат јавни пари. Ние тука имаме во тие барања, во тие предмети, се однесуваат и за трошењето на државните буџетски пари. И тој не прави надзор, господинот, и овој се го штити, и една врзана машинерија, и ни случува тоа што ни случува секојдневно во нашата мила Република Македонија. Да. Дали знаеш отприлика колкав е буџетот, тоест колку пари се трошат за боречката федерација од буџетот? Видите вака, колку им се доставува? Види вака.
по години имаме ние сознанија одредени од прилика. Кој е буџетот што го добива Боречката федерација од дали таа иде преку Министерството за спорт? Видите вака, значи Боречката федерација, колку што ние не се достапни тие јавни документи, ми се достапни на сајтот, што ми ги добиле на собрание. Да. Иначе на сајтот не може, за жал не може да најдете, а тоа треба да ви достапно, треба да видим. Имало кога земали над 10 милиона денари, тоа колку се тоа, над 150 или не знам колку, значи над 10 милиона денари пари. Да, тоа е изнад 150.000 евра, значи. Да, ама видите, значи они значи по различни основи сега, ми тоа што е битна работа, што е клучна работа, што секогаш извештаите биле штури. Ние немаме извештај поставки, да кажеме, таков да го видиш тоа што е. Биле штури извештаите и дадени да ме као некој направил ревизија и ова што е целата работа. И ние тука водиме битка, голема битка водиме во тој дел, може да ви дадам и такви фактури, али сега што сакам да кажам, да се навратам, ако може да бидам појасен. Да, повели. Во делот на таа инспекцијска служба што е тука е клучот на проблемите. Нас, клучот на сомненијата за големата корупција и криминал е вработата повртена со инспекцијска служба. Јас мора да ви кажам еден голем феномен сега пред. Ајде, голем. Го имам тука и тој документ ќе го даваме. Значи видите кога значи ние во суштина прво кога почнеме со голем број на луѓе, поднесуваме различни поднесоци до Агенцијата за млади спорт подпишани и од Шабан Сиди, и од Зоран Шоров, и од Владо Азаров од Бучин, и Олимпија, и јас, и безбедност, и Дигари, све, многу бевме луѓе фатени. Замислите околу 2 години не постапува, никако не ни одговара агенцијата. Тогаш, за кратко ќе бидам на кратко, значи после тоа сите тие документации ги доставивме до инспекцијски совет и каде што, ја верувам дека таков документ тешко може да се најде во Македонија во оваа проблематика, каде што беше утврдено мислам околу 23 предмета, каде што не ги заведувале, не заверувале, не постапувале, не врачале надзор. Видите, феномен е еден голем феномен. И иницијатива за земјинска постапка до инспекторите за спорт. Понатаму ние внимавајте, тогаш имавме документација доставена до владата и ако сеќавате, тогаш направи пресконференција господинот што беше вице-премиер за владење на правото, Липчо Николовски, во Агенцијата за млади спорт. Внимавајте добро. И исто така и беше господин Момче Мусовски. Тој по сите законски основи, тој требаше веднаш да направи надзор. И сега ние имаме респект, нели, викаме директор, нели, така, директор е тој. Направил пресконференција. Тој не прави надзор, пак не прави надзор. Внимавајте. Пак не прави надзор. 4 месеца поминат не прави надзор тој. И јас видов дека не прави надзор. Таму на декември месец поднесувам 2020, мислам дека 22 беше кога се лажам. Значи поднесувам сите таа документација до инспекцијски совет. Тогаш што не донесува да се направи налог и така. И понатаму повторно прават надзори, нови претплаќи не прават, значи повеќе пати, значи 11 пати, значи 11 инициативи, сега со ова 12 инициатива. Меѓутоа што сакам да кажам друга работа. Предметите кои беа инициативите не е по еден предмет, внатре повеќе предмети. И тука мислам дека советот правеше селективна борба на спроведувањето на правото. Она требаше постепно под секој предмет да дава инициатива. И буквално да кажам народски, да ги избричат тие инспектори што прават такви штети на нашата држава. Да ги немате инспектори, човек. Ја ви јавно кажувам. Не може да е инспектор тој. Еве имаме тука документација. Како е тој инспектор? Една инициатива, 2 инициативи, 3 инициативи, 4, како е тоа? Мислам дали може еден лекар да ги убива луѓето и пак да биде тој лекар. Каде у која држава го има тоа? Тој ли треба да им правиме надзор? Тоа е брука невидена. Тоа е брука. Нема ни етика нема. Значи да. И што ова сакам да кажам, што е многу важно. И сега притисокот од нас врз институциите беше голем. Не медиумски, вака. Многу аргументиран, многу продолжен со аргументи за сите неправилности. Каде што беа детектирани и голем број на сомненија за корупција и криминал во однос на државните средства, дискриминацијата, меѓутоа што уште една важна работа, да кажам. Корупција во водење на дисциплинските постапки, што ќе стане збор сега. И внимавајте сега, значи од страна на се прави составок од 3 врвни институции во државата во овој дел. Агенција за млади спорт, инспекцијски совет, државен управен инспекторат. Ова прв пат излегува во јавност. Да. Че имаме документ тука. Ние каде што? Значи тотален колапс, тотален казар. Еве го документот. Се дава налог директорот Намуче Росов на тој состанок. Видите?
дава налог да се направи, не е толку така ми прават, не е од нив така прават, не е толку читко, може и намерно така го прават. Не ти дават документ како треба. Архивски пример. Треба да биде објавено на сајтот, треба да биде. И ми дават налог. Видите што да направи надзор они, прво тоа не е уред, знаете што не е уред тука. Не кажете ми што без разлика дали е во ред. Значи Наумче Мојсовски како директор дава наредба за инспекцијски надзор на двајца инспектори, посочени се тука да влезат во боречката с федерација. И тие видите, тие експерти, да ги кажам, не знам како да ги кажам тие луѓе, тие ми се пријатели, добри пријатели ми, срамота, ова е брука невидена. Јас ги знам долги време, ние сме биле сработка. Ја не сум знаел дека они во главата толку може да бидат некоректни, непрофесионални, нестручни, несовесни, но тоа веќе го има докажано. Прават еден записник, измавајте, ИП 1.14.768/3 од 23.03.2023 година. Ова е тој записник, господин Саша. Добро. И за тоа се не е само записник. И внимавајте добро сега. Добро. И што се заклучоците од записник? Дека не е се било вред. Дека се било вред. Еве, не се констатирани правилности. Не се констатирани правилности. Да, видите. А вие имате добиено тужба против нив за не само не е тужба дискриминација, имаме тужба добиена против федерација за водена уникатна тужба. Добро. Уникатна тужба, ќе ви кажам после за господин министер, за водена дисциплинска постапка. Тука е тужбата, каде што федерација вика паушално воде, нема ништо дисциплинска постапка и нема правилни дисциплински. Затоа ќе ви кажам после како е создавана таа мрежа на коруптивна мрежа, со мнение за коруптивна мрежа. Значи еве тужбата од управен суд, ќе ви кажам, еве тужбата, значи добиена од управен суд. Значи вие добивате тужби каде што вика федерацијата, значи добиена тужба. Имаме допис од институции све кажуваат дека кршат устав закони. Ова вика се уреди кој вика. Инспекцијскиот надзор кажува дека се е окей. Се е окей. Ама сега одеме понатаму сега. Добро. Одеме понатаму. Јас овој записник, вака да покажам пред видите, значи на овој записник поведувам, внимавајте, приговор, жалба, представка до инспекцијски совет, како така да речете, нели? До инспекцијски совет. Прво инспекцијски совет не ми одговара како не било добиена мандара да кажам вака кажано. Јас имам 2-3 поднесувам. 1, 2, 3 бидејќи таму знаете ли што е? Оде значи нема нешто, голем дел од статути, матути, све нешто, многу проблеми, не еден проблем. Значи многу проблеми. Ја паралелно да ви кажам, искрено мора да ви кажам. Има сето ова околност борбата што ми помогна што работи во полиција. Сум продване доктор науки, преку 40-50 студии објавено, читав многу сум образован, меѓутоа самата борба знаете ме надградува. Да, апсолутно. Цело време јас читам и следам. И дури викам, сега знам колку ништо не знам. Сватив колку ние усуштина се ми биле лошо се управувале со системите. Сега вака. Да, ние ова е многу битно, да го кажам многу битно. Ајде уште ова кажи внимавајте, овој записник дури негде на 7 септември, внимавајте, тоа е, значи, март месец, иста година, значи, март, април, мај, јуни, јули, август, дури септември месец, инспекцијскиот совет донесува решение дека, вели одлука, дека не е во ред и инициатива дисциплинска постапка против инспекторите според. И мислам дека и по ова, и по таа постапка не е постапено. И овој бил, пазите ја што е, овој го они наречуваат сеопфатен инспекцијски надзор. Сеопфатен, тоа го користат во може не знам колку документи, сеопфатен и дури внимавајте што уште пострашна работа. Ова дека уште пострашна работа. Сега по нови престапки, му потоа мене господин Борко Мисовски ми пишува, направено вика сеопфатен надзор, господин овој. Да. Внимавајте тоа, јас читам, чекаме дали дека е можно, вика може читам вика. А кои се заклучоците на сеопфатниот инспекцијски надзор? Не се утврдени никакви неправилности во ротењето на Борчка федерација. Дали ова пази внимавајте. Значи оние кои треба да вршат инспекцијски надзор уствари не били утврдени никакви неправилности, дозволите. Они не утврдуваат неправилноста за Боречка федерација кој што вие имате добиено тужби судски пресуди. Да, по различни основи, внимавајте. По различни основи имам добиено.
имаме допис од институции каде што кажуваат дека Ама видите она се крши и устав и закон и така натаму. А за боречката тој не ги ни спомнува тие документи, немавајте што уште проблем. Тој не ги ни спомнува тука тие документи. Тој не прави надзор. Он така се стигнува, ама видите сега, Советот донел одлука. И тоа што е тука, мислам, што е проблемот на тоа. Ова има индикација дека непрофесионално работење на министерството. Не е само непрофесионално, да. нестручно, несовесно. Сомнение за организирана, можеби, сомнение, уште да се повторам, за организирана злосторничко здружение. Од сегашниот министер Борко Ристов. Не, од предходно. Овој требало да направи ревизија и крај. Он кажа дека ќе направи. Он колку пати кажува ревизија ќе направам, ова ќе направам. Што ано кој е, мислам, секој менлив. Сега вака, ти многу добро објасни. Да. Значи состојбите. Не само Боречката федерација каде што имате вие добиено тужби против исто. Изложување на одредени констатации од релевантни институции кои заклучуваат повреда на устав и закони, изложување на документација која што дефинитивно од институцијата Министерство за млади и спорт, каде што кажува дека се е розево и убаво во Боречката федерација, што апсолутно не соодветнува со реалноста. Кажи ми, кои се твоите препораки за подобрување на работа и на федерацијата и кои се твоите препораки за подобрување на работа за Министерството за млади и спорт, за да се искорени ова зло што надвисна врз системот. Не, ќе те дам само бидејќи го најав многу документи, морам две-три работа да кажам клучни, да сите гледачи што гледаат да добијат малце појасна слика. Добро, повели. Видите, ова е документот, налогот од инспекцијски совет да направи изврши надзор. Надзор од инспекција, каде го врши надзор? Ова е до Министерството за спорт, од инспекцијски совет. Праќаат вика да извршите налог на по тие представки, налог во Боречка федерација. По тие представки. Господата прават записи некои, и само овој записник, те може да се каже само не е записник тој. Тој не може да биде записник, никако да биде записник, ама добро не е, тој е документ, званичен документ, и прават ова тука налогот. Внимавајте, он само не може да ги, он не ги не наведува кои се представките и внимавајте што е. Он прави еден записник. Кој му имаме предмети колку? По секој предмет треба да прави записник он. 19 предмети. Треба да по секој предмет направи посебен записник. Значи наместо да прави записник за 19 предмети, он си има еден записник. И советот е донесо одлука, што кажува дека вака вика, надлежен член на советот дека вака. Значи вака, може да почне се комплетно. Дека вака инспекцијски совет по разгледувањето на целокупната документација утврди дека инспекторот за спорт Васев Тимов при спроведување на вонредниот инспекцијски надзор постапил спротивно на член на законот на инспекцијски надзор, односно не ги почитувал законските рокови на постапување при вршење на инспекцијски надзор во основа на налог издаден од председателот на инспекцијски совет. Понатаму, така од страна на инспекторот за спорт, пази сега, Васе Евтимов не е постапено по владените нападствија во издадениот налог, со што погрешно и несогласно е утврдена фактична состојба, а исто така и записникот од извршениот вонреден инспекцијски надзор е изготвен спротивно на член 2 став 2.1 13 од правилникот и формата на задржината на записникот за извршен инспекцијски надзор и така натаму. Значи се потврдува точка 2. На точка 2 надлежниот член на советот ќе предложи соодветна постапка согласно надлежностите на советот што е. Се внимавајте сега. Тој инспектор 5 години, не само 5 години, откривме 5 години не правил надзор. Не бойкотира. Ние не сме, внимавајте, ја искрено ви кажам, не сум ги знал овие сега правни работи, ама тој си правил така, не имаме проблеми 10 години, 15 години. Затоа кажувам, Министерството за спорт како надлежен орган за вршење надзор не се ја врши повеќе години својата работа. Внимавајте само, не само инспекцијски совет, и државниот управен инспекторат има поведено повеќе прекршоци и други постапки против инспекторите и против директорот. И те си терат онас. Сега, ова, господин Борко Ристовски, треба веднаш да направи барат на ревизија комплетна, да го острани тој инспектор, да го острани. Не дека ја сака. Документацијата кажува така. Да поведе кривична пријава против него. Тоа не е проблемот, не е виновен инспекторот. Вина сноси господинот министер.
Тој што гледа тој? Не знаеше дека не гледа тој, па ние го информираме со многу документации. Што се прави, што се глубоко? Значи он не поведува. Не поведува, не, он се он има мене многу предмети имам таму кај нив. Без разлика, тоа е негова одговорност. Негова одговорност е не поведува и сега така. Кога не поведува, он се става во иста линија како ние што ништо не работи. Он е за мене соучесник за мене, бидејќи он е министер, он врши он е контролира неговата работа. Да. Он е точно треба да чекаме господин Пекев, дојди, како ти правиш надзор ти, тоа надзор не тоа, нити на време, ниту стручност, ниту совест, ниту ништо. И сега само да кажам, да идам што сакам некои важни работи, видите што е. Таа федерација борачка поднесува тужби за клевета, за еден многу важен документ, каде што секоја норма, наши лидерите на секоја организација треба да бидат честни, совесни, коректни, етички, морални, да бидат стручни, да бидат сака што е. Ние даваме еден документ до неколку, поднесуваме до УЕВ, до Федерација борачка, до Агенција на спорт, поднесуваме до влада, до Олимписки комитет, и они по тој документ подпишени Страшо Лигоров, Боричек безбедност, Шабан Сиди, Зоран Шоров, Могмет Ибрагимов, Бучи Мјака, Владо Азаров. И они поднесуваат тужби, само не поднесуваат против Могмет Ибрагимов, за клевета и наврада. Да мислите вие на великаниот спорт, а видите, дали они ги добиле тие тужби? Види вака, Шабан Сиди ја доби правосилно. Владо Азаров ја доби правосилно. Зоран Шоров правостепена доби. Јас се водам постапката се уште, ама против мене имаше и друга постапка. Ја добив таа правосилна. На Facebook нешто. Они сите ги тужат федерацијата сите ги тужат, не? Сите главни луѓе што се мозокот на, да кажеме, врвот, квалитетот, да кажеме, кремот, ако да си цитирам така, сите да ги останат што сакаат да прават, цело без кучење. И внимавајте сега на тоа, агенцијата не огледа да ме тоа нив не ги тестира тужбите. Он не знаат, пази, внимавајте што гледам. Јас по моето, она што гледам цела документација, значи, ние имаме многу опасен феномен. Да, кој е опасен феномен? Прво, тој феномен е детектиран од институциите. Меѓутоа, не знам како тој ќе се затвори, иако се водат во сите институции, феномен на тотален јавашток. Тотален јавашток. Значи, тотално нестручно работење, несовесно, непрофесионално, неетичко. И така, знаеш, да помине со... Значи, секаде каде што задираш во институциите... Сега ние збориме за овој проблем. Во однос на борачката федерација, инспекциите во Министерството за спорт, од министерот исто така, кој не постапува во врска со упатувањето на како се каже тој надзор од инспекциите. Налог. Да. Видите. Не сега вака. Само уште да ви кажеме на работа. Многу уште на работа мора да ви кажам. Се извинувам, уште на работа. Ајде. Значи ние имаме водено тужба, рековме предупредна постапка за дисциплинска постапка. Види сега федерација, тоа група на луѓе, внимавајте, за да ги тргнат одредени луѓе, поведува дисциплински постапки. Значи инструмент. Значи ова поред тоа што имате тужби за клевета и дисциплински постапки. Постапки не само против мене, против Бучин, против Владо Азаров, против Олимпија. Така се бранат они, добро. Не, види, они суспендираат клубови. Знаете ли што значи клуб да суспендираш? Ама има еден друг феномен, господин Таш. Ајде. Што ова е клучен момент. Првата работа што е, ние самото учество на превари, јас ако однесам деца на преварите, јас тоа го напишав прв пат сега до јавниот обвинител. Јас по некој начин правам кривично дело. Зошто? Како совесен граѓан, ја одам, замисли јас сега гледам дека автобусот, знам дека автобусот не е регистриран, шоферот нема возачка дозвола, нема тркала, ја качувам 50 деца, ги возам и они се возат, правиме сообраќајка, ја нели сум јас како, не е само шоферот крив. Да. И ние сме криви. Е сликата што е укочени. Како што кажа, многу има тука виновници. Цел систем значи ние кажуваме на министерство дека имам проблем, нема правилник за превари. Федерација без правилник и без други документи што послушуваме ние, што не прават надзор, не сме да отвори сала. Сала не сме да отвори за превари, а не да врши надпревари, па внимавајте. Сала не сме. А бројни внатре проблеми. Правилник имаме пример делегати. Со една реченица вика секој може да биде делегат. Може како тоа секој може да биде делегат? Како кај има тако правилник секој може да биде делегат? И толку. Тоа значи ако влезеш внатре, ако ви кажам треба последни емисии вака. Десетина емисии само само за еден дел да зборуваме, само за корупцијата. Ја добивам
Внимавајте, ќе ви кажеме на важна, не знам дали господинот еве вие како Саше, јавите се на господинот Борко Рицовски, он беше дисциплински казнет од Олимписки комитет. Дали он повел постапка и дали он добил таа постапка? И да каже јавно. Сите дисциплински постапки во сите меѓународни и национални федерации све мора да бидат јавни објавени. Видите наша федерација дали има објавено една постапка на сајтот на федерацијата. Дури ние бараме, види судот им бара записник нема од војна дисциплинска постапка. Па тоа Хитлер не го правил така. Хитлер не дали правил така. Убил, барам, знаеш како убива. Ти немаш записник, внимавајте, записник, немаш записник, ова не ти дава дисциплинска постапка. И он те суди тебе, ти зема ден спорт да вршиш тоа. Како е тоа можно тоа? Ај кажете ми како е можно тоа, некој може ли без правилник? Еве го имаме судот им бара, дајте немам правилник ние. Кој бе дисциплински правилник? И така, внимавајте друга работа, што уште полош. Значи он води дисциплинска постапка против тебе, а нема дисциплински правилник. Не само против мене. Но не пишува по кој дисциплински правилник. Некада беше вротен дисциплински правилник. Што е прекршокот? Ама има уште по опасна работа што е. Принципот на единство во различности. Ти не можеш да водиш дисциплински, да имаш правилник, хипотетски зборам. Да. Ти не можеш ако имаш други правилници. Што прекршал јас? Што е, добро, јас сум член 3 казни ми тебе нешто. Ама кој е прекршко? По кој правилник се прекрши? Нема правилник на превари. Како ти ако немаш правилник на превари, ти ќе даш прекршоци. На што прекршил? Така ли ти напишеш што прекршил? По кој ти мора некој друг пропис да каже приме нешто, да кажеш и опис на дејство. Пише без опис на дејство и чао. И внимавајте друга работа што е. Ние доставуваме представка до не само до Министерството, него до Борска федерација и до надзорна комисија. И тие не одговарат, надзорна комисија не одговарат. Не им одговарат. Ние го кажуваме тоа на агенција на Министерство. Те исто не прават надзор. Значи внимавајте сега, сомнение врзана две веќе организации, институција и национална федерација која само има таа федерација на ден спорт. И они се веќе врзани, така. Значи тој не прави надзор, овој прави глупости, овој не прави надзор, не прави. Па кај го има тоа? Каде го има? И си тераме така, не веќе сега докај доаѓаме цела ситуација. Значи клубот Олимпија, внимавајте, клубот Олимпија. Ние имаме значи 5 години 6 исто тигар безбедно суспендирани. Па човек ќе убие некој, има 20 години затвор или застарност има. Кривични дела има застарност на делото. Да. Еве сега имаше ЗКП закон во Сменија, застарност дело чао пријатно. Да, ги легализира. Дали има таму некој да каже чекаме тоа нели застарено дело? Пишу, значи самиот правилник, они кога има некој сега објавиле таму 2022 правилник, па тој правилник видел дека нешто не е уред, дека не е немрска, нов правилник и не пишат тој правилник кој е донесен. Ние тоа го откриваме дека нема правилник. Судот го докаже. Инспекцијот надзор тоа не го гледа. Па и судски пресуди не гледа. Ние му викам напри тоа, напри ова го послушаме све. Внимавајте друга една работа што е. Што прават уште на друга, да кажам, несовестна и нестручна работа од страна на федерацијата и од страна на Министерството за спорт. Ајде. Донесува одлука покрај пази што нема многу документи, не може така да се донесе одлука така, треба да имаш и база. Федерацијата одлука донесува некој таму правилник за регистрација да плаќат борачиве 250 евра на федерација ако помине пример од Бучин во Лирија или од Баканец. По кој основ? Јас борев со неколку мои пријатели од други федерации, симнав неколку правилници, не најдов така работи, мене беше фрапантно тоа да чеве, како мене да ми зима, како мене управен одбор кој не носи ни банка и не носи ни пари, има членови управен одбор, си седат така нешто прават. Зошто не достојно одлука они? Секој член управен одбор кој е нели ван тие 3 клуба, што тие 3 клуба, зошто се тие членови таму? Некој донесе по 10 евра. Он да земе од децава по 250 евра. Кој е основот? Нема основ. Втората работа што е, уште полоша работа. Таму не е предвидено Боречка федерација, да, која нема правилник за работа на клубовите. За надпревари. За надпревари. Нема правилник за надпревари. Нема правилник за систем на надпревари, за организација на систем на надпревари. Ево отворите во организација на систем на надпревари, да, бара 250 евра за секој трансфер на деца од еден до друг клуб. И друга работа, уште поголем апсурд. Уште поголем скандал. Замислите сега, водите вие клуб некој. Ви клубот ви го спондирале без никаква причина. Имате 50 деца. 50 членови, спортисти. И сега тие се, пази сега, тој клуб е суспендиран. Сега гледаш има феномен голем. Одемо и деталите сега. Тој е суспендиран клуб. И вика за да отидат во друг клуб, тој е суспендиран. Оние тие деца барат
она што е 250 евра. И сега ти треба да платиш ти 5 пута 2 10 евра, 5 по 5 25, 12 по 13 евра да платиш ти да се деца заборат за посебен општествен јавен интерес. Ние увази со јас сега мора да направиме пасус до јавниот управител Коцки, да напишеме ово, му напишав, ама мораме сега делче подалече. Чекаме ти, како има тоа, значи јас треба да платам, зашто платиме тоа? Каде го има, не знам која федерација. Ама и втора работа што е, господин, ете, хипотетски, да донеле таква одлука они. Ете, донеле така, не е битно. Иако таа е нелегитимна, нелегална смена и несовесна. И не е предложена. Саше, мора да има продолжение зашто го тоа. Кај се тие пари, зашто така? Зашто е причината тоа да се прави? Секој правен пропис. Дали има отчет за финансиското работење на Боречката? Ви кажав штуро и ние имаме дадено многу пријави тој дел. Ама видите друго да ви кажам нешто. Во спортот има членови во клубовите. Почнува таму од 11-13 години ученици се борат. Дали е можно ти на дете да му бараш 250 евра и на сеньор, ете, ајде да кажеме, да држи вода, да кажеме тоа пример. За дете да платаме да се бори, ајде да прашаме дали го има тоа ракометот. Не, научи мојот, кажи господинот Борко Рицовски, треба да види дали го има тоа ракометот. Он како министер да каже, чекај, ние му даваме пишеме него надпред. Он прави пауше, не прави надзори. Не прави надзор, не гледа ништо, тој советникот се пишува тамо. Што сака, он вика да се. Да не вадам тука, што пишува, не знае што пишува човече. Јас се чудам, им дам на луѓе се чудат, чекај што е ова, што пишува тоа човек. Сега малце вака. Да. Ти многу добро објасни во многу сегменти и од работата на. Има уште многу. Да, ја верувам дека има многу. Ти си веќе колку во спортот, во боречкиот спорт. Преку 20 години. Па види, ова се работи, И ние не можеме овие 20 години да ги изложиме све што е со девијациите, корумпираноста, криминалите и така натаму. Но, од друга страна, да имаш ти можност да ги исправиш работите, да тие работат како што треба. Кои се твоите препораки за подобрување на кратко? Да. За работата на федерацијата, работата на Министерството за спорт, за да нашиот спорт ти даведе многу добри аргументи кои наведуваат на тоа дека зошто боречкиот спорт во Македонија на тоа ниво. Ние немаме еден наш автохтон борец да биде на пиедесталот дали на европско, светско или олимписко првенство, како што порано беа. И овие сите твои забелешки, аргументи идат во прилог на тоа зошто не се. Но ајде да ги свртиме работите. Кои се накратко само твоите препораки за да се справиме со ова апсолутно системски проблеми каде што своеволното корумпирано криминално, ја би рекол, работење е влезено секаде. Значи види, ова прашање бара еден исто дополнително прашање, бидејќи го зборуваме сега, бидејќи ти напомена Борачка федерација и Министерството за спорт. Да. Знаете ли што е? Сигурно знаете дека 2019 и мислам имаше дописи два од ИОК, каде што нашата имаше два дописи од Интернационалниот олимписки комитет, насочени кон нашата држава. Има или сите медиуми, каде што нашето законодавство, закон за спорт, и сите федерации и олимписки комитет треба се хармонизираат согласно олимписката повелба и согласно меѓународното законодавство. Значи, стално поточува господинот и гледам и Борко Митковски, закон спорт ќе менуваме, не знам неколку време менуваме закон спорт. Добре, тој закон трпел измени, ама сега треба да се направат некои сушински измени. Пора да ви кажеме една важна работа. Што открив јас исто. Во еден дел има многу работи. Значи пази, таму има транспарентноста, хармонизацијата, усогласувањето со директивите, прописите меѓународните олимписки федерации по спортови, во конкретен случај Борачка федерација. Ама открив еден важен момент. Од член 6.1 од уставот на Светската федерација во борење, за нашата федерација да биде примена во Светска федерација, меѓу другото, мора да го признава спортскиот арбитражен суд во Лозана. Значи, дисциплиничните постапки не може да се водат само затворени во федерацијата, кој што сака да прави и како да сака да прави, и да не ти кажува на крај на тебе, ај нешто не ти дава документација, не ти даде на крај правна поука, кај да жалиме ние. И као она да е над државата и над светот. Сега, тоа не е регулирано ниту во закон за спорт.
ниту таа е облигација. Мора приднаш, јас гледам дека тука нешто не е, одам во Лозана. Ние ќе отужиме сега, ние можеби е веројатно ми ќе отужиме и државата. Ние сме оштетени. Да. Имаме големи штети. Значи ние пази внимавајте, не ви докажам. Голем број на деца. Значи пази внимавајте, спортисти, спортистки, општествени работници, стручни работници, тренери, членови управни одбори не учествуваат во работата во дејноста спорт. И господинот Борко си ужива. Ужива, значи тој не мора да она и кога гледам на телевизија, чекаме, имаме ние проблем, господин министер. Ние имаме сериозен проблем. Сега кои се решенијата? Бидејќи имаме тука детектирано и констатирано и утврдено од релевантни државни институции, Управен суд, Граѓански суд, Агенција за слободен пристап информации, Инспекцијски совет, Државен инспекторат, ама видите, во одредени записи не кажав и самото министерство утврдил неправилности клучни некаде и превентивно демек тоа средите си. А ние сме ние дискриминирани и суспендирани. Демек они тоа еден дел да има некаде да кажеме утврдиле да кажеме, ти средици го тоа да кажеме, земи си водачка дозвола ти. Води, а ти сообраќај пример сега правиме компарација. Што е поентата? Прво мора да се направи целосна ревизија на работата на борачка федерација зборувам. Комплетна и тоа за 10-15 години се направи. 20 години, 15 целосна ревизија. Комплетна ревизија. Таа ревизија не, јас не верувам дека не гледам дека има човек, ќе има сега. Видите, знаете ли што е проблем што е? Устуите не имаме ние државата има друг проблем има. Тоа што кажа, што имам. Кажи ми за ревизија. Што има министерството што има проблем? Сега ќе ви кажам. За да направи ревизија некој треба да знае да направи ревизија. Како ќе ставаш ти некој да прави ревизија кој тој не да прави ревизија? Прво тој е за ревизија, што го прават ревизија, тој ќе прави. Како ќе прави Васев Тимов и Димитар ревизија, кога треба некој да направи ревизија? Значи ревизија на ревизорите. Да, прво ревизија, чекај сега, како он ќе прави ревизија? Тоа смешно да прави. Тој е испоказан човек, он ќе прави ревизија сега. Тој дали е право етички? Не. Дали етички кажете? Али саркастично и втората работа што е? Црн хумор. Кажете ми што е? Кој е се луѓето? Внимавајте сега на работа феномен што е. Што ги доцират тие кадри инспекцијски, дали тие знаат нив што вршат инспекцијски што вршат обука. Дали тие го познаваат добро меѓународното, јас знаеш што видов, што закончи на работа. Тоа веќе го докажуваме ние. Пази, тие не реагираат и учат од нас. Сакам да ви кажам јасно и гласно дека од нашите представки се многу широко и всеопфатни. Они учитат и учат, дури знам дека и тие не знаат, и мене ми кажували, лично ми кажували. Ја не го знаме ни ова ние. Прв пат учи, ја не сме знаела дека ние да кажеме дека мора облигаторно признаваме тоа и многу работи други што ги има. Не сме знаеле кај не сме читале ние тој дел. И ви кажувам што закончив. Комуникација со многу луѓе, дека многу малце го познаат луѓето добро спортското право. Домашното и меѓународното. И меѓународното. А они си работат како они си работат како сакат. Некој... За да имаш ти, да донесеш квалитетни решенија, не е само политичка одлука. Владата остави номинира го тој и готово тој нема интегритет, стручност и тој нема претходно бренд, ниту работа во проблематиката. Јас затоа ќе правам, сакам да прашам, ќе поставам прашање видено. Значи подобра едукација на спортските работници. Па види едукација треба да, ама зборам сега бидејќи имаме ние Министерство за спорт. Таму треба да работат луѓе кои воделе ваква борба. Да, треба да луѓе кои победиле вакви борби. Не може, извините вака, некој што не може од својата дисциплинска да ја победи, да биде министер за мене. Може да правилно да мислам јас. Тој не дали да каже јавно, да каже, чека, ние водиме борба, добиваме ние покрај сите обструкции. И ние ги дознаваме сите ситуации. Ја може да ви кажам пример како некој патол во Брод, нели, кога побрал пари, не дали го знаете, приказката. Вика, зошто вика, побрал тој фактура на она што е, зошто бараш 10.000 долари за 2 чука, а не вика 9.926 долари за задењето, а 4 долари се за чукот што чукна бродот да тргне. Значи ние мора да почитуваме стручност, мора да почитуваме докажани личности кои преку различни начини дошли до тоа, што викаме ние да бидат и совесни и стручни, кои ќе го работат тој дел. А не луѓе кога да кажеме кои биле да готови пак ќе како ќе работи тој. Кој тој не може да работи, тој не може, нема кредибилитет тој да работи тој. Ников нема. И сега така се тоа ние да го покриваме ние, тоа да го затвараме, да тераме, не знам што е како луѓе. Ја мислам дека треба многу честно, совесно да тргне, прво да се направи и да се направи исто така, а кои се решенијата? Да. Прво, решенијата рековме. Прво да се донесат кадри, да се најдат, тоа се многу малце, може јас да ја набром, Македонија со 1-20 луѓе
кои можат да работат зборам на национално ниво. Види, овој проблем не е само во Борската федерација. Ние имаме проблеми во многу други федерации. Ова е само мала индикација. Ние имаме, ја открив за пошироката у пошироките услови во кои се наоѓа спортот во Македонија општо, а вие сте само еден мал дел. Саше, знаете што е работа што? Мене ми се јавија многу луѓе бака помош да ме веќе ме препознаа. Ја дека добием пуштат пореки. Дај помогни ми, ова и се слушам луѓе дека имаат проблеми. Многу луѓе имаат проблеми, не знаат како да прават. Мене знаете ли што е еден голем функционер од ја го кажам, може овој еден повеќе ќе му кажам. Беше у Министерството за спорт, вики јас не го знам ова, дека водела постапка управна постапка агенцијата. Пише во закон за спорт дека воде и значи Министерството воде инспекторска и управна постапка. И управна постапка. Дали спрема вас решенијата кои ги има законот за спорт се вистински за да може да се справи? Ние имаме многу лош закон спорт. Ние може да ви кажам дека имаме ние катастрофален закон спорт дури. Ама тоа не го кажам само јас. Тоа кажа меѓународните институции, кажат и самите имаме многу големи проблеми. Кажи ми што е лошо. Што ти гледаш? Види се, еве одно ќе ви кажам, конкретно ќе ви кажам. Кој ќе покаже, вие барете што значи систем за спорт. Он ти вика треба да оцени они, внимавајте што клучот што е еден од проблемите, вика дали има систем за спорт. Ја му пишам до министерот што е тоа систем за спорт. Тоа што мора да биде, ја гледам како во Србија и многу држави, тоа што мора да биде наведено една национална спортска федерација. Кои документи мора да ги има? Не е вака да кажеме она по нивно мислење. Што е тоа нивно мислење? Како тоа нивно мислење? Ја казам што мислиш ти. Закон мора да биде точно дефиниран, така што еве сега да ви кажам што еве ќе ви кажам точно министерот што ми пише писмо, последното писмо што е. Ми пишува 4 страни пишува. Тука на крај вика дека во достојните списи не е утврдена повреда, пази, на примената на закон за спортот, Министерството за спорт не е наведено за постапување на поставените пресуди, со што инспекцијската служба одделение за инспекцијски надзор во спортот при Министерството за спорт нема надлежност за постапување, па наводите предметната представка пријава врз на што нема основа за утврдување на дисциплинска постапка и така. Добро, господин министер. Сега ви кажам. Овој министер, внимавајте. Опишува министер за спорт. Тој треба, ако е така, он утврдил како министер, надлежен, Министерството на тој орган, треба согласно законот за представки претплати, да утврди кој орган е надлежен нашата држава и да ја препрати во рок, тамо има 3 дена, или мене да ми извести. Веднаш да ми извести мене. Или било кој подносител. Што сакам да кажам? Значи, прво реков, во закон спорт има многу пропусти, меѓутоа мора да видат тие да видат точно да се каже што е за она, второ мора спортска арбитража да биде имплементирана и кај нас и во нашите. Дали имаме ние спортска арбитража? Не, види, ние преку МОК, видиш кога ќе зборам под спортска арбитража, што сакам да ви кажа. Види, ова е многу важно прашање. Господин Таша, ова е клучот на многу проблеми кои луѓето не знаат кај си барат своите права, а инспекторите не вршат надзор и луѓето не знаат кој ќе напише, видиш што пишуваат инспекторите. И не знам, не биле надлежни, они дандара-мандара пишуват без врска, пишуват дека работи, па да. И сега луѓето немаат време да се борат. Буквално ќе кажам како мене, немаат време, трпение, па немаат пари. Немаат знаење, немаат енергија, немаат време и немаат посветеност. И треба да се добиеш ратник тела да човече. За бориш со овие луѓе. Ние водиме борба, секој ден водиме борба со овие луѓе. Што и добиваме секад. И ќе го добиеме до крај. Тоа биде сигурни. Што беше прашањето, извинувам? Дали? Спортската арбитража. Спортска арбитража која зборуваме. Видите, ова е многу важно прашање. Прво постои при МОК. Исто мислам дека првата верзија. Дали ви имаме во институциите наши, односно дали во склопот на Министерството, Боречката федерација, било која боречка федерација, било која спортска федерација. Види, нашата федерација, тука е проблемот. Тука е проблемот. Има спортска арбитража. Па сега ќе ви кажам, тука е проблем. Нашата федерација во својот статут не го признава спортски арбитражен. А јас неколку светски федерации што познати отвараме, може да отвориме, одма го признава нив. И не само тоа, и во правилникот дисциплински тоа регулирано. Значи они се штитат својата корупција. Па не, види. Само малце. Незаконското може ова вака да се интерпретира. Незаконското работење, корупцијата, јавашлукот, али жвериш начинот на работење, неодговорно, непрофесионална работа, си се штитат себе си со тоа што не го признаваат арбитражниот суд кој може негативно да има одлуки против тоа работење.
Саше, ќе ти кажам ова, ќе кажам едно поопштено одговор поопштено. Добро. Прва работа што е, и самите по мене, и самите луѓе кои го воделе министерството, тие директори били таму сектори на спорт јавни, по мене, прво не биле стручни, не биле совесни, не се посветиле, не гледале, они може други работи бракале. Оделе може пиеле кафења, чорби, не знам што правеле. Што правеле? Не биле, знаете ли, тоа во секоја струка таму. Не биле достојни да вршат таа работа. Тие требале да ги имплементираат тие механизми во нашето национално законодавство, да кажат во рокот толку и толку дена, тите федерации да се согласат со националното законодавство. Не само тоа федерациите, понатаму сите клубови. Значи не само федерациите, сите клубови, ама пазите тоа не, во е само еден дел, зборам, рековме во делот на дискриминацијата, во делот на другите, пази закон за спортот веќе многу прашања. Имаме комесари за безбедност, во делот на законот за национална спортски надпревари, во делот на закон за антидопинг сега што имаме. Значи, нашата федерација по ниту тој еден закон нема. Ние немаме комесар за безбедност, немаме ние. Ние немаме во нашата федерација немаме донесено антидопинг правилници и нашите не се согласени со закон за антидопинг, со закон за спорт и немаме таква регулатива. Но може да ви кажам морена на проблеми. Да. И сега тие луѓе суспендираат, тие уништат луѓе. И вие се сидат. Да, тука цела лепеза на несовесно, нетручно. И сега знаеш што мислам дека тука. Сега што е, јас имам едно сознание големо сега. Сега тие сакаат да се спасат. Штети имаме многу ние и ние сме оштетени, стотите деца, луѓе, да не тужиме да добиеме оштети посварател. Дори мене ми каже јавно, знаеш што е? И не прво да нема владење на правото. Прво да нема владење на правото. Тоа нормално е. Ама чекајте, ние имаме дисциплински постапки кои се јасно и гласно, значи водени, значи што да кажам. Значи паушално, стручно, совесно, тоа значи тоа е хаос. По ништо прво ниту материјално право, ниту процесно право. Да сумираме. Ајде. На основа на нашиот разговор. Решение во спортот значи, кратко и да завршиме после тоа. Воведување на нов закон за спорт, каде што ќе опфати неколку аспекти од воведување на спортска арбитража, воведување на правила и стандарди по теркот на доста меѓународни организации и спортски федерации и внесување на луѓе кои се професионални, совесни, честни, одговорни, што ќе си ја вршат својата Едукација. И едукација во однос на истите закони, кои подоцна ќе бидат прифатени начинот на работата во спортските федерации. Да, видите, Саше, морам да дополнам тука. Европскиот совет, мислам дека и меѓународниот комитет има донесени документи, базични принципи на управување спортот. Да. Има нешто правни настојки дадено све како да се ние структурираме, како да работиме. Некој треба да чита горе вработ, да знае. Ама прво треба да е подкоен, ние треба да знаеме прво, мислам, мене сега гледам и со Борко гледам тоа. Прво да зое министер да биде некој човек што има широки познавања. Што има, значи јак кредибилитет, стручен, совесен и да позади застои да има познавање. Не така, донеси го, било кој да, извини, јас јавно кажам тука. Да. Видоме што е, мислам, еве документација за господин Борко. Треба да биде човек што знае. Не дали играл ракомет, давал голови, вака. Ние имаме многу ракометари, имаме многу борачи, многу фудбалери. Лично ни треба нас. Тоа не значи дека он тоа ќе се преточи во професионално работење во областа на спортот. Тоа не е општа гаранција. Тоа не е гаранција. Воопшто не е. Таа никога гаранција не е. Дури може да биде контра да биде таа. Ако немам основни познавања, ја ќе ви кажам, имаше таква ситуација. Он не прочитал Олимписка повелба. Не прочитал меѓународни прописи. Не треба сите прописи да ги знае меѓународни програми, проекти, све. Не знае закон спорт не да. Не ги знае, он не го знае некој, не зборам за Борко сега. Не знае национално законодавство да го користи применува, некој применувал, немал искуство во таа работа. Значи ова е видите, ова е широко. Ова е широко и дефинитивно треба да оставиме простор за тебе да дојдеш некој друг пат. Многу, Саша, да. И како прво благодарам, да ти се заблагодарам тебе што вака детално ја запозна нашата публика со ова неправилното работење, неодговорно, непрофесионално, значи состојбата на Боречката федерација, која потоцна се пресликува во
Министерството за млади и спорт и неодговорното работење на многу структури во системот на спортување на Боречката федерација, која резултира до едно апсолутно немање никакви резултати на нашите боречи, кои па од друга страна си имаат афинитет психофизички да бидат врвни светски спортисти како што порано ги имавме. Се надевам дека ова ќе биде поттик за сите спортски работници да почнат совесно да работат, професионално да работат и за да нашите борачи достваруваат во иднина врвни резултати кои ги имавме порано. И да ти се заблагодарам тебе за има многу ви благодарам многу што бевте и вие исто еден многу добар партнер во сета работа. Гледам дека дали мислам стварно се внесовте оваа проблематика, али преска и изгуби една работа, што не кажав, наши најдобри девојчиња не ги пуштија да се борат на балканско првенство, нели? Да, затоа ви добивте дискриминација. Не ви кажав некои работи конкретни, не ви кажав кај што е на Ајде да кажеме следниот пат. Види, следниот пат треба да земеме само пример, ја ви дала една интересна идеја, само да земе корупцијата во водење на списъчни постапки. Баш. После само дискриминацијата. Да. Па да видите деталите кои ќе видите, ќе кажете кои луѓе го воделе ова се. Да видиме луѓето, побарете и луѓето, не си тука да се зборуваме. А он нема врска, човече. Дали разбирате ви? Може да направиме еден дуел. Дуел. Не, види, они не знаат, ако го знаат тоа, и ако го видим детали, ќе се чудат. Мене дури ми рече еден од дисциплинската комисија, па вика, не сум правник, вика. Зо како вика може? Па ја не сум правник, вика. Пази, внимавај што сега. Он тебе суди, извинете, вака продолжувам малце. Он вика, ја не сум правник, вика, верувајте. Ако ви кажам деталите, ќе кажете дали е тоа опште како може да се случи. Не случајно. Да. Нимавме ние борачи кои остварува светски резултати. Други устови, други моменти. А сега немаме ништо, никакви резултати. Оваа состојба вие што ја објаснувате, резултира да немаме резултати во спортот. И тука ќе го завршиме сегашниот подкаст. Јас да ти се заблагодарам за твојата храброст, борбеност, честност и искреност во твојата борба за правдина, праведности и исправување на цела оваа неправда која ти ја гледаш, се соочуваш и со кои се неправдини кои се бориш за да нашиот спорт, Боречката федерација и боречките спортови дојдат до местото кај што вистински им припаѓаат и за нашите деца да имаат нормални услови каде што они ќе се развиваат во врвни светски спортисти кои што порано ги имавме. И благодарам што беше мој гостин, наш гостин од ДКВ Нов Аснам. Вас ви благодарам за вашето присуство, за вашето внимание, да откриеме неправилностите во Боречката федерација и во Министерството за спорт и млади. До следното видување ви пожелувам се најдобро.